Добри сте? Здраво, другари, здраво. Јас само една реченица, зашто ова е премотивно за мене, а тоа е дека вие сте гордост. Добро, дечки, навистина ова што го правите, не ги збогатувате празниците кои што доаѓаат и на вас, ама и на нас. Прво ми е многу драго што сте денеска со нас, сите овде. Знаете дека пред 2 години кога се држевме, викавме дај за 2 години до 2020 да ги достигнеме малите групни домови, за да може да ја извадиме од институциите и да направиме еден исчекор во квалитетот на вашето живење. И тоа бидна 2019, една година порано. Тоа значи една година имаме повеќе можности за дружење, за другарство, за среќа, за надеж, за планови, за желби и слично. Она кое што сакам денеска, како председател на владата, на вашата земја, да го споделам со сите вас, дека и ние сме биле деца како вас. И ние сме имале наши желби, наши соништа, наши планови и сакаме како влада, како општество, како повозрасни, да ви помогнеме да ги остварите сите тие ваши соништа, сите ваши желби, сите планови кои што ги имате, заради тоа што нормално е и логично е и човечки е, ама најповеќе и детски е да се има план, да се има сон, да се има надеж. Исполнувајќи ги тие ваши сонови, планови, надежи, треба да знаете дека вашата земја е тука за вас. Секој пат да ви се најде. За тоа што ви треба, за тоа што ви е осмислено и за тоа што сакате да го остварите во вашиот живот. Јас само ќе ви кажам за една многу позната работа во светот, а тоа е поврзана една случка со малата Малала, 16 годишно девојче од Пакистан. Во Пакистан има традиција девојчињата да учат само до основно училиште. Малата Малала решила да продолжи. И тогаш лошите возрастни луѓе биле многу непријателски настроени према неа. Почнале да негодуваат, почнале да прават пречки, но таа решила да се бори до крај, за да не заврши само со основно училиште. Таа решила да оди и на средно училиште и да оди понатаму и на факултет. И на тој начин, борејќи се, како едно девојче, дете, успеала во Пакистан да овозможи сите деца, вклучително и девојчињата, да може да имат образование, онакво како што имат сите во светот. Така да 2013 година ја доби светската награда за мир, а 2014 година ја доби Нобеловата награда за мир. Таа е најголемата награда во светот. Ова зошто ви го кажувам? За да може да ве инспирирам сите, да не се откажувате од вашите замисли, од вашите желби и од вашите соништа. Некој пат може ќе дочекате некое разочарување. Но знаете дека ако бидете упорни, ќе ја достигнете целта 100% сигурно, ако доволно ја посакувате. Така да во тоа име, јас сакам денеска да ве охрабрам, да продолжите да му пркосите на животот, да се борите и да сметате на својата земја. Сите прекрасни луѓе кои што работат со вас, сите ваши другарчиња, се составен дел од вашиот живот. Но животот е предизвик кој што мораме и треба да го зграпчиме. Кога ќе го зграпчиме, треба да му се радуваме, да уживаме во него. Проблемите ќе доаѓаат, ама ќе ги решаваме и ќе ги надменуваме, но мораме животот да го живееме и да бидеме среќни. Сакам да ви посакам среќна нова година на сите, тие што се христијани и среќни божикни празници. Празниците се убава работа, сакам да ги поминете многу убаво и наредната 2020 година да ви биде уште посреќна, уште поуспешна во реализација на вашите желби и планови и секако и нашата земја доди напред заедно, за да биде подобро место за живење за сите дечиња. Среќна нека ви е новата година. Уште еднаш, само на крајот, сакам да се заблагодарам што мене, лично гледам и на министерката, ни го направивте денот сон. Бајка, фала ви за вашите таленти
што ги имате, фала ви за тоа што го презентиравте денеска тука, преку камерите ќе го види цела Македонија, какви дечки имаме тука, какви таленти имаме. И секако, сакам да ве поканам малку да прошетаме низ оваа влада, да ја видите, таа е ваша влада. Ја имам јас во моментот узурпирано, јас сум председателот на владата, но тоа е владата на нашата земја. Тоа е највисоката институција во извршната власт. Сакам денеска да прошетаме, да ги видите каде владата и министрите држат состаноци, каде се држат работните тела и комисиите, каде работи премиерот. Овде држиме пресконференциите за новинарите, кога соопштуваме на граѓаните што одлуки сме донеле, како тоа ќе влијае на нивниот живот и на крајот да ги поминеме сите тие простории заедно за да може да ги видите. Можеме така? Ајде, среќна нова година, ја одиме натаму.